بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد. Захвалноста му припадри само на Аллах Джелешану, зашто само Аллах Джелешану е заслужен да му се прави фала. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Нешто што е спротивно од дин, нешто што е спротивно од Куран и суннет, нешто што е спротивно од објава е хава, е нашите страсти. Ислам, дин, Куран, суннет не може да се спојат во едно место со хава, со наши страсти. Немојте еден човек да живеет ислам тамам ако не ги покорит негови страсти, ако не му сгазим на негови страсти, ако тој не ги контролира негови страсти. Зашто овај дин немој да се прави онака како наши страсти сакат. Овај дин немој да се живеет со наши страсти, како на нас ни пасира, како на нас таа хава ни вели на нас, тие страсти ни велен на нас. Немој да се живеет вака овај дин. Овај дин има дефиниции, има правила по кои треба да го живееме. Тие правила Куран и суннет. Спротивно од ова нешто е таа хава или тие страсти. Следење на тие страсти е толку опасно. Абас радијаллаху ан рекол дека страстите се еден Господ, вид на Бог. А Аллах Джелешану во курански ајет вели: "Афараите мен иттахазе илаху хаваху." Зарем не го виде ти? Го виде на тој што негови страсти ги зеде за својот Господ, ги зеде за свој Бог, ги зеде за своје нешто што ќе го обожават. Аллах Джелешану во курански ајет дека страстите ке некои луѓе што ги следат до тој степен постане нивни Господ што го следат. Ова е најголемата болест што може да ја добие еден човек. Потоа, ако еден човек почни со негови страсти да го живее овај дин, со негови страсти да ги гледат наредбите и забраните од овај дин, теја више не е дин, него тој има други дин и Господ на тој дин, Богот на тој дин е негови страсти. Тој само ги следи негови страсти, ништо не следи. Аллах Джелешану вели: зарем вие во еден дел од книгата ќе верувате, а во други нема да верувате? Ќе правите куфар во него? Потоа вакви луѓе, што на овај начин го земве динот со нивни страсти, како тој мисли, како нему му пасира. Ја мислам вака. Во места каде нема право никој да мисли, те е измислено. Аллах Джелешану дал наредба или забрана. Пегамбер алейхиселам за таа дотична работа направил суннет, кажал што треба да се направи. И тој повторно му подлегви на тие негови страсти и страстите ги пушта пред Куран и суннет. Пред Аллахов говор и говор на пегамбер алейхиселам. За ваквиот човек потоа Аллах Джелешану продолжи во тој ајет, вели: "Ва адаллаху Аллаху ала илмин",
И Аллах Желешану го залута на овај човек и покрај неговото знаење. Може да има човек знаење, може човек да има илм, али ако ги следи неговите страсти, неговата хава, како му кажи негови страсти, така постапи, карши наредби на Аллах поради негова страст, прави забрани на Аллах поради негова хава, поради негови страст. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ Аллах Желешану ќе му ги запешати неговиот вид, тој нема да гледат. Ваквиот човек, што постапи на овај начин, што негови страсти ги земви за негов Господ, Аллах Желешану му ги печати негови очи, тој немој да види ништо, хич. وَقَلْبِهِ и негово срце Аллах Желешану го запечати. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً и на негово, Аллах Желешану на негови уши ќе му клај перде, ќе му клај коприна да немој да гледат и негови уши ќе ги запечати претходно. Аллах Желешану негови уши, тој ништо нема да слушат. Ти ќе му кажеш речи Аллах Желешану, речи пегамбар алейхиссалам, ова по Куран и Суннет, вака наредба на Аллах, тој нема да гледа зашто има перде, нема да слуша зашто Аллах му го запечати негов слух и нема да чувствува ништо со негово срце зашто има печат на негово срце. Зашто има печат на негово срце. Потоа Аллах Желешану, за да сватиме колку е опасна ова хава, ова следење на овие страсти. Аллах Желешану потоа вели на пегамбер алейхиссалам: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. И ако тие на тебе не ти се одзвијат, на ова наредба на Куран и Сунет не ти се одзвијат, знај дека тие ги следат само нивните страсти. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ. А кој повеќе залутал од тој што е следи с неговата страст, неговата хава? Никој. Овај најголем далалет, најголема заблуда, тој што ги следи неговите страсти. Тој што се поводи по неговите страсти. Тој што динот го ред на второ место, на прво место ги ред неговите страсти. Рекол Али радијаллаху анху: Ахафу алейкум итнейн. Али радијаллаху анху рекол: се плашам за вас од две нешта. Иттибаул хава ва тулул амал. Следење на страсти и долга надеж. Фаин иттибаул хава јасудду анил хак. Следење на страстите те оддалечит од вистината, те оддалечит од хакот. Е спротивно нешто од вистината, е спротивно нешто од хакот. Страстите се спротивно од хак, од вистина. А долгата надеж, вели Али радијаллаху анху, а долгата надеж те терат да забореш на ахирет. Имам време, брат кланај, имам време, има надеж овај. Долга надеж, ќе живеам години многу, имам надеж. Брат, одај во хаџ годинава, да ја завршам куќава, да направам иштедна за мојот син, иштедна за внук ми и после иншалла во хаџ. Има надеж. И ова заборава на ахирет. Брат, прави теуба, направи греф, направи ширк, направи. Има време, има долга надеж. И што? Заборај на ахирет само. Долгата надеж те тера да забораш на ахирет, зашто? Има време. Не треба така да постапите еден верник. Треба да биде поише прецизен. Рекол пегамбер алейхиссалам, што се пренеси до пегамбер алейхиссалам, таату шахават, да следење на страстите е болест, а нивна непослушност е лек. Следење на страстите е болест, тешка, опасна, неизлечлива болест, а нивно грешење, спротиставување на твоите страсти е лек. Лек. Рекол Малик ибн Динар: Джахиду ахваакум кема туджахидуне адаакум. Борете се против вашата страст исто онака како што се борите против вашите непријатели. Исто. Со иста мера како со твоите непријатели што се бориш и со твојата страст, со твојата хава, со твоите шахава, со твоите чувства, бори се како со твојот непријател. Вели Аузаи, рахимахуллаху, еден од селеф,
Iza arada Allahu bi qaumin sharrin fataha alejhim jidal wa man'a al-amal. Ako Allah Želešanu mu posaka na jedan narod, rekao Levzaj, ako Allah Želešanu na jedan narod mu posaka šer, će mu otvoriti vratata na raspravajne, a će gi zblokirat da ne pred dela, da ne pred rabota. Će rasprava bratот vo fetava cel den, će zborbit za ovaj din cel den. Nikakvo delo nemat. Nikakvo delo. Ako se sluči so jedan čovek, so jedno semejstvo, so jedna familija, so jedan narod, so jedna država, ovakvo nešto, znajte дека Allah Želešanu mu otvoril vratata na šerbrot na ovaj narod. Zašto ovaj din ne mora da se zborvi, da se rasprava, da se deli fetvi vo всяко едно место? Ovaj din barat od mene i od tebe delo, barat работа od mene i od tebe. Barat ja i ti da pravime za ovaj din работа. Druga opasnost koja dođe od ova hava, od ova sledenje na tvoj strasti, slepo sledenje na nekoja ulema, slepo sledenje na nekoj menješ, na nekoj mezer, slepo sledenje. Koliko opasno ova? Kraj nema koliko opasno. Mnogo opasno. Do taja mera što ti je, što gi slediš, moj da postane tvoj bogoj. Allah Želešanu така вели. Allah вели во Куран така. За кршани така постапиле тие кршани. Вели Allah Želešanu: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ги зедоа нивните монаси, нивните светишта, ги зедоа нивните вели ахбар. Ахбар нивната улема. Ва-рухбан, нивните абиди, побожни луѓе, за Господи, освен Allah Želešanu. За Богој, мимо Allah Želešanu. Ади ибн Хатим, од сахаби, ради Аллаху анху, немаше примано ислам. Дојде ке пегамбер алейхиселам и на негови гради имаше еден крст, беше кршćanin, крст од сребро. Кога дојде ке пегамбер алейхиселам, пегамбер алейхиселам го цитира овај ајат: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. И тој му рече: ја Расулуллах, ние не ги зедовме за наши господи. Овој беше кршćanin, ште? Му рече: ја Мухаммед, ние не ги зедовме за Богој тие, јани. Нашите монаси, нашите светци, не ги зедовме за Господи. Пегамбер алейхиселам, ова во тефсир на Ибн Кетир. Пегамбер алейхиселам му рече: зарем тие не ви го забрана она што Аллах го нареди и ви го дозволи она што го забрани? Да, рече. Те рече нивниот ибадет од вас заними. Те ибадет кој му го правиш на тие светци кои си ги зел ти. Денеска ние сите велиме и знаеме, ако еден човек речи: јас сум пример шафиски мезеб и ништо ниедно не земам од други мезеби, не е исправно, само овај мезеб исправно, ова куфар. Ваквиот човек излезе од вера. Ваквиот човек излезе од вера. Ако 100% вака постапи, реши овај мезеб е само да све друго не е исправно. Овај човек го зел овај мезеб негов за раб, за негов Господ. Истото така, ако земаш ти некој алим во твој живот и кажеш ти на него ти што ќе кажеш: халас, те амин. Нема така во дин, бебреча. Нема така, не може така во дин. Ама не ми, ја немам доволно знаење. Да, треба да се слушат улема, да. Али не кога се во батил, кога се во невистина. Не треба на никого да си му послушен во невистина. Ако треба да го бара секваш, ја и ти, и тој другиот треба да го научиме динов. Улемата, да, без улема, како луѓе во темница без светло. Без еден народ без улема, како луѓе во темница на пат без светло. Немет каде да се управат. Али ја и ти сме должни да читаме Куран, да читаме хадис. Али што се прави денеска? Ибн Абас, во време на табиини, Ибн Абас расправале во теа време некој од сахаби од табиини, едните се аргументирале со некои докази, а Ибн Абас рекол: рече пегамбер алейхиселам. И тие почнале да велат: рече Омер радијаллаху ан, рече Абу Бекир. И му рече: што ви луѓе? Ја ви велам: рече пегамбер алейхиселам, вие ми велите: рече Абу Бекир и рече Омер.
Се аргументира со нешто ситно и ти денеска, во ова време велиш, месев да земаш 100% ширк, излегвиш од вера. Да земаш ибните мие што рекол се така, никој други да не прифашташ ништо ширк. А ти денеска земиш од тие, денеска муасирун, податна улема која дошла. Секоја чест, тамам, јани. Али ти го земиш нивно мислење жив и умрен. Го земиш нивно мислење без ти иш да се опулиш, без ти иш да видиш. Човекот треба да го клај неговиот шеј, неговиот оджа од тој од каде земви во мизан, во терезија на Куран и на Суннет. Ако излезите од ова терезија, треба да излезите од ке него. Ако овај човек е во Куран и Суннет, тамам јани. Ама ако излезите од овие две нешта, и ти треба да излезеш од овие две нешта, али ова не го правиме со ништо друго, сем со наша хава, со наши страсти, со наше пасирање, зашто на нашиот нефс ни пасира таа фетава од тие шују, од таа улема, од тие нешта. Да бидиме прецизни во ова нешто, да не велиме, зашто го велам ова, слушнав дека некој шејх му забранил да немој да читате Бухари, Муслим, хадиси. Нека има во џамија на збирка и да не читате. Другите. Зошто? Да не треба нешто шифровано да не е теани. Да не треба специјални луѓе да читат хадис на пегамбер алейхиссалам, Бухари, Муслим. Дали е ова за специјални луѓе? Или Куран? Да не е Куран специјално, само шифрован да не. Не бе. Куран е јасен, вели Аллах. Мубин. Келамун мубин. Мубин, јасен, виден. За секого. Афала тадаббаруна ал-Кур'ана ам ala qulubin akfaluha. Зарем не размислуваат кога читаат Куран, вели Аллах џелле шану, или на нивните срца имат катинари. Ова не вели за алими, за муфесири, за мухаддиси, за секој еден што го имат Куран, што вели дека муслиман треба да читат Куран и да размислуваат во Куран. Да гледат. Едно е да размислуваш, брат. Да не се сватиме погрешно. Човекот треба да читат хадис, Куран и да размислуваат во аетите на Аллах џелле шану и во хадисот на пегамбер алейхиссалам, да размислуваат како Аллах џелле шану створи небеса, земја, инсан, зошто е створен, али друго е да даваш фетва, друго е да истаеш ти мана, значење, пропис од тие аети. Ова не ти е дозволено. Како обичен џематлија, или како просечен оџа, или како просечно талебе, или не знам кој. Ова е други некој треба да истај прописи од тие нешта, али секој еден треба да чита Куран и хадис со размислување. Да мисли за таа мана. Пегамбер алейхиссалам, колку ние сме читале хадиси, дошол некој бедуин од пустина ке пегамбер алейхиссалам и пегамбер алейхиссалам му рекол вака. И заминбел. Овој бедуин го разбирал. Бедуин, кога се реши бедуин, овој не знае да чита, да пише, не, цивилизација, ништо. Ја и ти, повикаш дека си интелигентен, да. Тебе пегамбер алейхиссалам ти зборви, ти мене денеска, ако отвориш Бухари и Муслим, и Аллах џелле шану тебе и мене ни зборви, и Аллах направи говорот негов да биде јасен, да го разбери секој, али повторно нагласувам, не е да се распраши со фетава. Не да иставаш мани и значење од тие аети и од тие хадиси со кои ќе даваш, потоа фетава. Не, ова не е дозволено. После ако се приврзиме ние вака, за ова улема, со наш хава, со наши страсти, ако се приврзиме, потоа ќе настани тоа што е настанато во дујна денеска. Куллу хизбин бима ледейхим фарихун. И секоја група, секоја една скупина е задоволна од она што го имат ке неја. Секоја вели дека е на хак. Секој еден човек денеска што вели дека е муслиман, вели дека су во хак. Нема намаз, нема абдес, гусул, терно, ништо нема. Ти муслиман вели, сум јас сум во хак. Срцево ми е бело, ми е не знам што, ми имаме решение. Нашава група, нашиот мезеб имат решение за сите проблеми во дујна. Секој вели вака. Кој слушнал некој дека некоја група вели дека су во батил. И знаете ли како настанале сиви во овие групи? Сиви во овие фирки, пегамбер алейхиссалам вели во хадис, во мојот умет ќе се појават 73 групи, 72 џехеннем, една во џеннет. Како настанале овие групи? Овие групи настанале од тие учени луѓе. Сиве овие групи, сиве овие фирки, главните на овие фирки имале илм, имале знаење. Повиквале дека име знаење. Ниједна фирка не е направил некој неписмен. Секоја една од овие фирки, групи 73 ги направил некој писмен. Некој што знае, некој што вели дека алим, и тие луѓе што му
што му се покорни на ними до тој степен да ги залутат ова нешто. Во суден ден овој веќе се оддалечи од тебе. Како шејтанче се оддалечи од сите луѓе во суден ден. Че може сега, може јас само ве повикав, вие бевте покорни. Значи денеска секој еден повики дека во хак. Рече пегамбер алейхиссалам дека имат фиркату наџија, фиркату менсура. Една група ќе биде спасена, една група ќе биде во помош. И секој еден повики дека е тој од таа група. Али како? Со некои страсти, со некои каваи, со некои дефиниции, тој се прави дека е таа група. И денеска многу луѓе име чуба, ова е право, ова не право, ова тамам, ова не тамам. Немој да алкаш, немој да се мачиш, немој да ги бара својствата на таа група далеку негдека. Това се пред мене и пред тебе. Отвори Куран, отвори хадис на пегамбер алейхиссалам, Аллах желешано и пегамбер алейхиссалам ќе ти кажат кои се својствата на таа група, на таа спасена група. Немој ти да бараш во друго нешто, со твои страсти, со твоја хава, зашто ќе залуташ далеко. Отвори Куран, ќе гледаш која е таа група. Отвори хадис, ќе гледаш која е таа спасена група. Односно, кои се тие верници. Какви сифати треба да имат верниците што ќе биде спасени. Какви сифати и својства треба да имат верниците кои Аллах желешано ги сакат и тие го сакаат на Аллах желешано. Само еден ајет, ќе видиме неколку својства од тие што се успешни, од тие што Аллах желешано ги сакат. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. Овие што верувате. Кој од вас ќе напред ридите, ќе излезите од ова вера? Аллах желешану يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه. Аллах желешану ќе донеси други народ, што Аллах го сака на тој народ, на тие луѓе, и тие го сакаат на Аллах. Прво својство, Аллах да те сака. Аллах да те избери тебе. Не ти сам да се избереш. Аллах желешано ги избира на тие што ги сакат. А за ова, за Аллах да те сака, треба да ги следиш на неговите наредби. Ова е како себе за Аллах да те засакат тебе. И Аллах желешано ги сакат на ними и тие го сакат на Аллах. Адиллатин алел муъминин. И тие се понизни спрема верниците. Тие се понизни, ги сакат на верниците, се дружат со ними, се интересираат за нивна ситуација, се интересираат за нивни хал, во каков хал се запамнати. Не е доволно само да ги сакаш, него да трошиш време, пари и живота кој е потребно, ако има помош некој твој брат или некоја твоја сестра. Твој брат не е само онај што живее во твое место. Твој брат е онај што има шехадет и во далечни места, и во други држави. И ја и ти треба да се секираме за сите овие. Ја и ти треба да имаме секирација ако некој не повикат во помош, да му се одзвиеме на овај. Адиллатин алел муъминин, и понизни спрема верниците. Во време на Муътесим, ова беше еден халифа во време на Имам Ахмед, после Имам Ахмед туа во теа време. Во негово време една држава, римска држава, беше на граница со исламска држава, направи еден хуџум, еден напад и убие нешто и заробие некои муслимани. Во овие заробени муслимани имаше една муслиманка. Имаше една муслиманка. Е ставија во затвор и додека беше во затвор, еден од тие куфари ја удри на ова муслиманка. И таа муслиманка повика: "Ейне енте ја Муътесим? Каде си ти, о Муътесим, денеска да ми поможиш?" И дојде тој што беше главен на тие куфар и почна да се смее на ова муслиманка. Рече: "Што мислиш? Муътесим ќе ти дојде тебе со бели и со црни коњи во помош." Овај хабер стаса до Муътесим. Стаса до Емирул муъминин Муътесим. Кога слушна за ова, опрема 70.000 коњи, коњаница, бели и црни коњи. И тој беше начело на ова војска, начело сам. Дојде во ова место, го уништи ова место. Ги уништи овој куфар, влезе во ова место, ослободи ова жена и го повика да го донесе тој чафир, тој куфар, што рече: "Каде е тој Муътесим, нема да ти се одзвие." Кога го донеса, е рече на ова муслиманка: "Кажи му на овај чафир дека дојде Муътесим со бели и црни коњи и ме ослободи на мене."
А ова е зиллатин алел муъминин. Ова е понизно спрема верниците. Ваква секирација да има за верниците. А не денеска тие што повикват дека се од ова група. Што велат дека се спасена група. Ги шпиониран на верници. Ги затворен на верници. Со куфар земно пред напади на верници и на вернички и на деца. Нивни затвори ги наполнеа со верници. И велете дека ги имат овој сифат. Не, малку тешко. Не. Потоа вели Аллах Желешану Иззетин алел кафирин. Имат гордост, понос спрема куфар. Ова група, ове верници имат понос, гордост, иззе спрема куфар. Не соработват со ними. Не се маскират. Не му поможат против убийство на муслимани. Не. Иззе. Знаеш што е Иззе? Харун Рашид, во негово време, кралот на Рим, во теа време пушти едно писмо до Харун Рашид и му рече дека од денеска нема повеќе да плащаме джизија. Од денеска нема повеќе да плащаме джизија. Харун Рашид кога го прочита ова писмо му врати одговор, рече Бисмиллахир рахманир рахим. Мин Харун Рашид емирул муъминин, од Харун Рашид, владарот на верниците, ила келби Рум, до кучето, до румското куче. Ја ибнел кафира. Юдекир шејен. Оти син од кучко. Му рече, оти син од кучко. Запамти една работа. Мојот одговор нема да го слушниш. Мојот одговор ќе го видиш. Собра војска Харун Рашид, отиде ваму и уништи ова цела држава и го покори пред негови нози овој кафир. Што рече дека нема само да ти плаштам джизија. Ова е Иззе. Ова е теа Иззе. И сега ти што се повиквиш дека си од таа група, спасен верник најјак во дуња. Преиспитај се со еве 3-4 сифати што ви кажавме досега. Дали ти го сакаш вистински Аллах? Дали Аллах те сака тебе? Дали ти си милости спрема верниците понизен? Или дали си ти поносен спрема куфа? Потоа Аллах Желешану продолжи юџахидуна фи себилилlah. И тие се борат на Аллаховиот пат. Тие го штитат овој дин. Тие го штитат овој дин, ги штитат верници. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. И не се плашат од тие прекорувачи, од тие зборувачи, од куфари, од мунафикин. Кога кој верник прави некој дело, одма излегне со некој преговарање, со некоја одма рекламација. Одма не застанат. Али овие верници ла јахафуна лаумата лаим. И тие не му е гајле хич од тие што прокорват. Саат ибн Муад ради Аллаху ан, пред да примат ислам, беше многу близо со племето Бену Курейда. Кога ова племе во битка на Хедек му сврти грб на муслимани. Подпише договор, го прекрши. Дојде пегамбер алейхиселам со војска, го опколи ова тврдина на Бену Курейда и тие подпише, каже дека ќе се предат само под еден шарт. Ако му суди Саат ибн Муад. Зашто го сметае за близок? Го сметае за нивни, се тој муслиман. Те беше во џахилијет. Кога одеше во ова место Саат ибн Муад да му суди на Бену Курейда. Многу од тие му велеја биди милости спрема ними. Пази се што преш тие блиски беа со тебе. Кога отиде таму и рече, ја Муад, денеска дојде време кога не треба да се плашиш од лаумете лаим. Од тие што ќе да нападнат, од тие што ќе озборуваат после тебе и неговата пресуда беше сите мажи да бидат убиени. И немаше гајле хич. Зошто не се плаши? Ова беше Хакуллах, хакул на Аллах Желешану. Каже пегамбер алейхиселам, ова е пресудата што ја сакаше Аллах и што ја сакаше пегамбер алейхиселам после пресудата на Муад. Иншаллах Аллах Желешану да им даде разбирање за овие работи. Да не попред, да не напред од оне верници кои Аллах Желешану ќе биде задоволен во дуња и во ахирет. Да бидеме од тие кои ќе се преиспитвиме, да не бидеме од тие оние кои ќе следат наша страст, наша хава, наши чувства. Него динов е враќа, дин не е чувства, не е емоции. Динов имат дефиниции, динов имат нешто по кој треба ти да живееш.
Имат закони по кои треба да живееш. Ако излезеш од овој закони, знај дека само ти ги следиш своите хава, своите страсти. Аллах желешано да е напред од дојне кој ќе бидеме успешни во дуња и во ахирет.